Владата ќе ги реализира најавените проекти, враќање на ДДВ на граѓаните за секоја фискална сметка, а континуирано ќе ја зголемува и минималната плата, изјави денес во Штип министерот за финансии Драган Тевдовски. Тевдовски денес се стави на располагање на новинарите, но на прашањето одговараше внимателно и дипломатски. Господине министре, колку работник може да земе од поврат на ДДВ со 200 евра плата? Најважно е тоа што го најави премиерот и што е дел од владината програма, дека ќе се реализира. Граѓаните може да го очекуваат оваа година. Ние во моментов работиме заедно со УЈП на реализацијата нова важна мерка која што од една страна ќе работи на намалување на даночната евазија, бидејќи секој граѓанин ќе биде контролор, а од друга страна ќе врати дополнително средства кај граѓаните. Дали зголемувањето на минималната плата е почеток на преструктурирањето на некои индустријски гранки кои не можат уште долго да го следат владиното темпо? За нас е важно дека сите чекори што ги правиме, дека економијата, практично компаниите го издржуваат и поддржуваат да има повисоки плати. Ние како влада обезбедуваме различни форми на поддршка, значи и директна поддршка, но и поддршка за вработување, за инвестирање со цел фирмите да бидат зајакнати. Од друга страна, покачувањето на платите го следат се повеќе зголемени и нови даноци. Дали даноците се реални и го следат зголемувањето на растот на производството? Значи, најважно е, ако гледаме кај даноците, например, Северна Македонија, како приходи, вкупни приходи собрани во најголем дел преку даноци, но и по други основи, имаше 29% од БДП, сега е покренато нешто 30% од БДП. Најголем дел од земјите во Европа, во Европската унија имаат многу повисоки приходи. Тоа значи дека тие имаат многу повеќе можности да го финансираат тоа што им треба, например образованието, да финансираат државен факултет.